Поштувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата 24 за животот, прво за оваа работна седмица, во која денеска ќе разговараме нешто што искрено морам да признам, и тоа многу добро го знаете, бидејќи се повторувам секој пат кога имаме ваква тематика, а тоа е промовирање нова книга. Особено кога станува збор за промовирање на книги кои доаѓаат од македонски автори, кои најчесто и ги практикуваме како гостување и промоции во оваа емисија, сум горд затоа што сепак малку од малку оваа емисија на свој начин придонесува во афирмацијата на македонската книжевност, која што мислам дека останатите или севкупно медиумите гледано, не само останатите, туку и севкупно сите, не одвојуваме доволно простор за тоа и поради тоа и оддаваме по 30 на минути барем, ако ништо друго, за промоција, па да ви дадеме идеја, впрочем да си соберете веќе неколку книги, ако ништо друго од македонските автори за налето, ако сте од луѓето кои читаат само на плажа книги, ако не сте, тогаш ви даваме и предлози што да правите во вашето слободно време доколку го имате. Денешната промоција се однесува на новиот роман на Александар Алексов, писател, и роман кој што е наречен Малиот воин. Александар, добар ден. Добар ден, благодарам поканата, поздрав до вашите гледачи. Се надевам нема да ви пречи на ти да ти се обреќам Секако во емисијата. Кога пред да влеземе во студиото, кога те прашав која поред книга, кој поред роман, ми рече четврт роман, а осма книга. Четврти роман се извинувам, не четвртина, туку четврти роман, а осма книга. Ајде, според биографијата која што ми ја прати околу писателскиот дел, гледам дека сме тука некаде генерација со годините. Многу ме интересира кога за прв пат свати дека, впрочем, не само што имаш дарба, туку дека сакаш да пишуваш. Дали може би беа баш оние школски денови кога гледаш дека тоа течно ти оди и дека супер се движи инспирацијата, и кога свати дека Александар едноставно сака да биде писател? Па никогаш во животот ниту сонував, ниту планирав да бидам писател, додека во оние школски денови никогаш нема проблем со образованието, освен со професорите по македонски. Најчесто со нив имав, дури од нив имав фобија, затоа што може би мојот талент не го откриле, она што јас сум го пишувал, не верувале дека јас го имам тоа напишано. И тука се направила една фрустрирачка ситуација, каде што јас ниту сум сакал да се истакнувам, ниту сакам тоа што го пишувам да го читам или да го споделувам. Тоа се беше така до 2013 кога го напишав првиот роман и го издадов, а претходно собрав искуство од 2 стручни труда во областа на гастрономијата, па иако тоа беа стручни трудови, пројде додека јас имам на предиспозиција да пишувам и прозни дела. И така тоа се случи спонтано, може би животот, големите животни искуства што ги собрав низ сите овие години. Дојде на созревачко искуство да напишам роман, и оној роман кога јас често секогаш нешто пишував, но во 2013 година ми се јави една фамилија која сакаше да сподели нешто од нејзината животна сторија. Она што мене беше фасцинантна приказна, нешто што прво големата храброст што има да го споделат тоа со пошироката јавност, а и сакав да направам нешто да се подигне свеста кон одредени група на маргинализирани луѓе во ова општество, и решив да го напишам тој роман. И така тоа изгледа, веќе навлегуваш во тие води каде што ти станува многу интересно, каде го засакуваш и те обсипува таа љубов кон пишаниот збор, и после нема откажување. Тоа се вели да се исчаша крастата, нели, кога влегла чивијата, влезе нема излегување. Она што ме интересира, дали на пример во секој даден момент кога добиваш инспирација, седнуваш и пишуваш, или пак ги процесираш прво мислите, па потоа седнуваш ги запишуваш, бидејќи има неколку типа на писатели, некои се доста афективни, во моментот кога доаѓа, седнува, пишува тогаш и не престанува додека не заврши текот на мислата. Некои пак ги процесираат, ги размислуваат, па полека, па етапно. Од кој тип на писатели си? Моите колеги писатели велат дека и треба многу време да дојде инспирација, кога доаѓа до тој момент на инспирација, пишуваат ефикасно, ефективно и поминуваат многу време во пишување. Јас го немам тој проблем, јас инспирација постојано имам, имам сега за уште 3 романи синопсиси, каде што ги знам действијата и сценаријата, се она што треба да се како треба тоа да се напише.
Јас имам еден проблем, мене времето ми е проблем. А инспирацијата јас секогаш имам, дури веќе толку длабоко сум навлезен во сценариот од тој роман, можам да пишам и во автобус, можам да пишам и препатување, значи во дискотека, вака, знам често да земам некој ливче, да запишам некоја мисла, некоја нова идеја и се останато. Немам некој час од денот каде што сум поефективен во пишување, можам да напишам иако во оние касни часови каде што веќе уморот си доаѓа, пак да седнам да пишувам, наутро исто така да секогаш имам инспирација, но секој слободен момент го користам за пишување. Добро. Дали беше задоволен од тоа како излезе впрочем твојот прв роман? Ти викаш дека имаш два стручни труда кои што се однесуваат на гастрономијата. Така. Според ова што и го гледам како информации 2011 и 2012 година, со оглед на тоа дека си магистер по туризам и гастрономија, но веќе во 2013 го пишуваш првиот роман, според вистинска приказна, на што спомена и ти, Ангел со скршени крилја. Пишувањето од нечија туѓа приказна, дали во процесот на пишување ти представува полесно или потешко отколку она што ти го носиш како инспирација во главата, а не е нечија туѓа приказна? Вистинските приказни си бараат поголема емоционалност, поголема концентрација. Овде не можеш оние литературни тајни, совети, она што можеш да го вметнеш во едно дело, значи работите се подредени како што сакала судбината, дури во едно совршено несовршенство, така да не можеш овде да блефираш, да додаваш, да одземаш, да правиш ред во твојата имагинација, мораш да го напишеш она како што било, мораш подлабоко да навлезеш во чувствата за тоа што се тие живи битија, да не ја повредиш нивната, да ги опишеш онака светло како што навистина биле, да се вратиш во времето назад, како тие се справувале со тоа, да доживееш сета таа ситуација колку и да е емоционална, и да најдеш простор и време да разговараш со сите тие креатори на таа судбина што го поминувале времето, а денеска се твои ликови, затоа што сепак не е едноставно да споделиш нешто што е длабоко те трогнало во себе, нешто што е интимно за твојот живот, да го споделиш во ова општество каде што сепак ова е закоравен Балкан, многу работи не поминуваат така едноставно, многу работи не се разбираат, а и да не го повредиш оној вистинскиот лик од романот со она враќање во минатото, треба да најдеш простор, место, време и се останато за да се вклопат сите тие работи. Јас имав многу голема соработка од луѓе за кои опишував романот. Има голема храброст, има многу длабоко го сето тоа пренесува без ниту една задешка, без го ја кажа само вистината, а јас бев оној што тоа го пренесов и за среќа тоа беше успешно. Луѓето и требаше во Македонија нешто ново, нешто специфично, нешто што е вистински и самата таа вистинска приказна ми овозможи да си создадам своји читатели. Оние читатели, посебен вид на читатели кои имаа храброст да прочитаат емоционална, трогателна приказна и така да си создадам еден круг на читатели кои што денеска после сите овие романи што ги издавам, тие ми останаа верни читатели, тоа ми дава за право да заклучам дека сепак сум направил вистинска работа. Не сум ги разочарал читателите со тој прв роман, затоа што многу пати ретко кој писател во Македонија и во светот знае да доживее успех со неговиот прв роман. Значи како велат, првите мачиња се фрлаат, а и многу од писателите се срамат за своите први дела. Сепак јас сигурно сум созрян во сите други останати дела, ама она што ми е прво, сепак пак сум некоја литературна созряност, сум пронаоѓа читателот или критичката публика, па можам со право да кажам дека е добар роман, веќе го се распродава второто издание, се надевам дека до средината на оваа година ќе има и трето издание од овој роман. Реакциите, веќе кога сме кај тој дел пред да одиме со рекламите па да се префрлиме на новиот роман, реакциите кои што ги добиваш,
Дали ти помагаат доколку се критики или доколку се пофалби? Односно, како гледаш на критиката, како гледаш на пофалбата? На критиките обрнувам особено внимание, најчесто ги печатам на лист картија, за да... Добро, тоа ми е нов одговор што го немам претходно добиено во студиово, добро. Во сите останати романи за да се поусоврша, затоа што кога пишуваш, ти си во некои нови светови каде што си далеко од реалноста. За многу работи, кога пишуваш, си фокусира на тој дел од романот и многу работи можеш да ги направиш како пропусти. Но кога некој друг го гледа сето тоа, јас сакам да видам што може посовршено и оние мали критики кои ги добивам, секогаш обрнувам внимание во наредниот тој мал пропуст што сум го направил, во наредниот да го подобрам. Затоа секогаш со сите мои читатели сум во постојана комуникација и секогаш велам, во секоја книга ве молам напишете ми критика. Јас сум скромен автор, не ги објавам моите пофалби, иако ги имам многу на мојата страна, но критиките ми се особено од големо значење, затоа што заедно со моите читатели создаваме нешто што е многу по-усовршено од секое ново дело. Освен романите и стручните трудови, според биографските информации, имаше издадена стихозбирка која што е на љубовна поезија, 2014-тата. Поезија или проза? За стручен труд не прашувам, тоа е секогаш. Секогаш би одбирал проза, затоа што таму повеќе се пронаоѓам, можам да бидам многу поефективен и ефикасен во пишувањето. Веќе имам луѓе каде што знаат дека пишувам вистински истории. Сега има пред неколку дена јавување за некој од странство што сака да пренесе некоја животна приказна. И така, таму сум се реализирам сам и од себе си. Може би веќе прозата сум ја надминал, поезијата се извинувам, но знам во моменти, може поезија пишам во моменти кои што сум емоционално нестабилен, во некои такви моменти, но поезијата знам, секогаш ја кријам, која пишувам и после најчесто си доаѓа момент каде што доаѓа момент до издавање. Така дојде тој момент на создавање од 2014 каде што после неколку годишни пишување на поезија континуирано и со прозата се собра една стихозбирка од 100 страници, околу 80 песни, така да за поезија во иднина не би планирал. Не? Не. Значи строго си фокусиран сега на романите? Апсолутно, мислам дека и таму можам да бидам многу подобар за разлика од поезијата. Оставајќи го настрана првиот роман, кој што веројатно остава и најмногу впечатоци и при издавањето и при посветеноста во начинот на пишување, бидејќи се уште човек не знае, потоа веќе му станува практика. Дали тебе пишувањето ти станува практика или се уште со истиот жар функционираш и кога се подготвуваш за издавање и за промоција и за пишување како кај првиот роман? Може би љубовта сега е поголема, има поголем жар, значи веќе имаш плејада од читатели кои очекуваат нешто ново, очекуваат да не бидат разочарани, за разлика од првиот роман каде што не си бил свесен во што се пушташ. А веќе имаш одговорност за се она останато што го правиш. А веќе имам и некои писатели кои се со години помали од мене, на кои сум идол, сакаат да го се препознале во мојот стил, сакаат да направат нешто, имам и одговорност кон нив. Но жано секогаш ќе биде, може би ова конечно сум пронашол нешто со кое го правам со љубов, нешто што може би во оваа држава можам да изградам кариера и тоа жано секогаш ќе биде се поголем и поголем со годините, се надевам и никош нема да се откажам. Добро. Ќе одиме сега со рекламите, па ќе се вратиме во студиото. Сезоната на спектакуларни забави започнете во најдоброто место на овие простори. Pearl Club Grand Opening 30 април, 1 и 2 мај со DJ Patsis. И за прв пат, добро познатата Марга Сол со свој DJ сет во Pearl Club на 1 мај. Поминете незаборавен викенд. Pearl Club, Калитеја.
Gute Früchte. Леле, како ќе да пијам, еј! Стварно сум конј. Како го бутнав, бе? Имате пожар во стомакот. Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегоби. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Светлина. Патував кон неа. Летав, а немав крилја. Бев лесен како пердув и неверојатно среќен. Ја немаше болката во моето тело, не ја чувствував и исчезна кога зачекорив кон небото, кон светлината, на само чекор кон рајот. 8 мај 2009 година, петок, Скопје. Денот на мојот 6-ти роден ден. Денот кога на ветрот догоруваше мојата свеќа. Кога душата се одделуваше од телото, спомените заживуваа, а еден дел од мене умираше. Лежев на малиот болнички кревет, по лицето имав безброј сеченици од стакло. Русата коса ми беше мокра, нозете воопшто не ги чувствував, а во вените ми течеше некоја течност која висеше над мојата глава. Мама Ана седеше до мене, подгрбавено како изживеана старица, а во незините очи беше насобрана целата тага на светот. Солзите се слеваа како поток од карпеста планина по незиното лице. Се проколнуваше себе си и целото проклетство на светот. Во себе ги повторуваше постојано истите зборови. Не напуштај ме, мој ангелу. Зборовите беа безгласни, а јас ги слушав. Во ладниот болнички ходник стои мојот татко Јохан, со тетка Нате зборуваа за мене. Тивко. Кажи ми ја вистината, Наташа, нема да преживее, нели? Таа молчеше и го гледаше загрижено, со некоја вештачка милост. Го вееше и го потиснуваше одговорот во себе што ја сакаше да го изговори не. Јохан ја погали со дланката по незиното бело, пегаво лице, зеде едно перче од разбушавената груса коса, која и беше разлетана и го врати на своето место, присоединувајќи го, насмевнувајќи се благо како да го знаеш одговорот на незиното молчење. Одика, Ангелина, потребен си и сега во овие моменти, му рече. Не можам да ја поднесам веќе, само плаче, плачка. Тешко и му одговори. Ти кажал ли некој дека си многу убава? Како до сега не сум забележал, изборуваше татко ми. Му се насмевнува со голема топла насмевка како сонце пред бура, допирајќи го за рамото во знак да влезе во болничката соба. Иако вратата беше затворена и зидовите дебели, јас ги слушав и се гледав себе си како лежам на малиот болнички кревет, но тоа беше само моето тело. Чудно. Освен што ги слушав и разбирав нивните зборови, ги чувствував и нивните чувства и мисли. Бескрилно лепдев над болничкиот кревет, дури и знаев што прави и мојата баба Љуба и како таа се чувствува. Татко ми влезе внатре. Вака започнува најновиот роман, Малиот воин. И еве ви датум соодветен, ако сакате да си имате да си го купите романот на 8 мај, ќе запамтите дека еден ден потоа ми е роден ден. Само да си знаете. Така се погодиле датумите, на 9 сум роден за информација, на 8 да си го купите романот. Ако не си го купите и предходно. Зошто Малиот воин? Мислам дека според насловот, тоа што буквално би сакал да го сватам, не е така, дека е само символично именувана книгата. Дека само символично ти стои изборот воин. Действително на романот го раскажува Давид, кај што можеше да се забележи. Тој е еден мал херој, мал воин, дете, каде што преку тој лик ги опишувам како децава размислуваат низ оние димензии на љубовта. Ние повозрастни како што веќе одминуваат годините, така таа наша љубов е се помала и помала во нас. Значи, ние, кога знаеме да се откажеме, децава знаат да рече тоа е љубов, треба да се бориш. И сега тој мал воин е баш она сликовито кажано, е тој борец, тој херој, кој
се бори за действието на Роман, за неговата мајка, да има онаа вистинска љубов. Кога една младежка љубов не може да успее, кога веќе треба да се стави крај на таа љубов, а знаеме како е кај нас општеството. Кога еднаш погрешиш, после тоа велат те гледаат сите други со други очи, тешко дека се веќе можеш да се откажеш во тие моменти, да пронајдеш таа вистинска љубов која не си ја пронашол. Тука е Давид, главниот лик, тој мал воин кој се бори за таа љубов. Книгата е во стилот на Малиот принц, значи многу е потешко да се раскажува из таа детска перспектива како тоа дете го гледа светот. Давид не е обично дете, тоа е посебно дете заради тоа што доживува клиничка смрт, значи многу од тие универзални тајни што ние не ги знаеме, тој ги гледа во универзумот каде што треба да избере дали да се врати на овој свет или да остане во тој свет. Во тој помеѓу простор многу тајни дознава, ја дознава она уште поголемата димензија на љубовта и со таа негова мудрост што има собрано таму. И таа љубов се враќа овде да ни принесе многу пораки, да поведе многу предизвици и борби, па така се одвива действието на романот, динамично се до последната страница, возбудливо, каде што верувам дека читателот ќе биде заинтригиран, а не може да го предвиди крајот. Добро, тогаш и покрај тоа што размислував да им прочитам дел од крајот, нема тоа да го направам, за да можат самите да си се изненадат и впрочем да размислат. Кратко само уште едно еве случајно, 12 ноември 2009 година. Родителите на момчето пристигнаа со голем црн джип, сигурно имаат многу пари, веднаш констатираше Матеа. Што ке им се парите кога нивниот син краде ситни пари, се запраша во себе. Му донесоа многу подароци, нова облека, полни кеси со разновидна храна, постелнина, а разбушавеното момче не прифати ништо. Почна да ги фрла разбеснето и хистерично работите кои му ги донесоа во манастирскиот двор. Ги молеше да го вратат дома, откако со сигурност го одбија. Почна на колена да ги моли, да плаче на цел глас како мало дете, болни крици надалеку одекнува од неговиот пискав глас и во нивните очи имаше тага, неизмерна, голема колку светот. Почна да се тресе, доби напад на бес, упати разни навреди кон своите родители, а тие стоеа здрвено, не знаеа како да му помогнат. Го крена Чичко Гораст од ладната земја со црниот мантил, му ги избриша солзите и го гушна силно и го поведе кон конакот. Моли се, синко, моли се. Само така ќе се излечиш. Моли се, му шепотеше Чичко Гораст, цврсто држејки го за половината. Го затвори во неговата соба, долго се слушаа болни извици и силно тропање по вратата. Му беше жал и тешко и на Чичко Гораст што го затвора така како некој крволичен затвореник кој одговараше за убиство од прв степен. Но имаше некоја сигурност во него, дека тоа е вистинскиот начин ова момче да се излечи од злото како што ја нарекуваше дрогата Чичко Гораст. Петар, мајкино, немој, смири се, му довикуваше неговата мајка, тажно и потресено. Петар се вика, додаде Матеа, која се криеше зад манастирот. Убаво име, Петар, дореков. Родителите на Петар останаа кратко и беше многу тешко. Каде можат да ја најдат книгата гледачите? Во книжаница Табернакл, Викели Прилеп, Култура на плоштад, да ја порачат онлайн да купи книга, како и во Матица на булеварот на книгите. Може да остават порака на мојата фан страна во инбокс. Ќе биде испорачана и цела Македонија, ќе добијат така и со лична посвета. Така, значи на фан страницата веројатно Александар Алексов, така ти е. Да, Александар Алексов. Постојано одговара на пораки, може да добијат и повеќе информација ако сакаат за книгата. Ќе биде испорачена во рок од 24 часа преку куриерска служба доаѓа на адреса. Супер. Тоа е добра информација со оглед на тоа дека многу од гледачите стално реагираат на писателите македонски дека се само стационирани во Скопје или во поголемите градови, а има интерес за други. Освен овој роман, имаш и други, осија од оценките на Виножитото, другото е Те љубам, тоа е вистината. Мене кај Те љубам го има овде на масата, ми се чини, од десната страна. Ми е интересно што ти е како акроним напишано Те љубам со точки помеѓу.
Роман, второ издание, најпродаван роман од македонски автор на онлайн сајтот kupikniga.mk и најчитан роман на дигиталната библиотека makedonika.mk. Дали тоа значи дека ги отстапуваш романите и онлайн да се читаат? Да, значи веќе во општество каде што е ера на дигитализација, сакам романи да ги има и онлайн. Значи, Купи книга ми овозможува да книгата отпатува во диаспората кај нашите читатели. Таа си има свој механизам како да испрати книгата и во рок од една недела да ја има и таму. Таму е една од најпродаваните книги во последниве 6-7 месеци, секогаш во првите топ 10. Иако тешко се продаваат книгите од македонски автори, Makedonika.mk ја имам остапено книгата од првиот ден на незиното поставување, па се до ден денеска е секогаш најчитана неделата. Ги помина оние 700 книги веќе на трето место, ако не се лажам, не сум проверил пред скоро време. Значи, јас сакам книгава да биде што повеќе до повеќе голем број на читатели. Македоника има читатели од диаспората, наши кои веќе се иселени од Македоника, каде што тешко се доаѓа до македонската книга, па таму има начин и можност да читаат книгата. Често знаеме да патуваме некаде, а не секогаш можеме да земеме со нас многу книги, така да Македонија каде да одиш може да читаш книгата дигитално. Авторските права сум ги остапил, така да сите оние што не може да дојде до тејубам да како печатено издание може да прочитат и таму. Супер. Освен романите, поезијата и стручните трудови, имаш и збирка раскази лани минатата година издадено, Жонглирање со души. И тука ќе ти го поставам веројатно повторно истото прашање кое е многу слично како она со поезијата, но расказите веќе се една посебна форма на пишување. Веројатно имаш мал милион раскази дома кои што седат и чекаат да бидат издадени. Дали на пример некогаш едноставно пишуваш, почнуваш да пишуваш нешто и завршува мислата и сваќаш дека тоа е расказ и дека не може да биде роман? Кога пишувам расказ, излегува расказ. Кога пишувам роман, излегува роман. Значи, расказот е, јас велам, една новела, еден скратен вид на роман. Значи, моите раскази, како што пишува во рецензијата критичарот рецензент, пишува дека секој расказ е еден роман. Тие раскази сите веќе имаат добиено некаде награда, дали во Македонија или во странство на некои меѓународни конкурси. Сакав, затоа што сигурно вреда што добиле награда, сакав да ги составам во една книга, сите 19 раскази, за да може читателот, оној што сака да чита раскази, иако во Македонија помалку се чита раскази, да ги има како раскази, да може да дојде до нив. Расказот бара и поголема можеби професионалност разлика од романа, затоа што треба во една мала форма да ги ставиш со на расплет, заплет, интрига и се останало што треба да содржи еден роман, да ставиш тоа во една скратена форма. Што да очекуваме следно од тебе? Сигурно имаш идеја веќе. Веќе пишам нов роман, некаде околу 30 страни се веќе готови. Иако се уште од малиот воин имам големи ангажмани на пари на читателите, би требало да одржам промоција на неколку градови низ Македонија, најпрво штепенатомо ќе видиме каде ќе биде. Сега има големи ангажмани околу самиот на книга и околу здржението манускрипт, така да имам многу малце време за пишување, но она што сакам да седнам, да го искористам максимално летото, за да направам еден нов роман што ќе се разликува од сите овие 3-4 романи кои веќе ги имам издаден, нешто ново, нешто свежо, нешто што не е прочитано овде во Македонија. Така да ми треба само време да пронајдам, малку повеќе ентузијазам за да пронајдам од оно малку време што го имам, за да го направам тој роман. Действието и приказната веќе ја имам направено во мојата глава. Така да очекувам, ако не сега за скоро време до крајот на годината, сигурно ќе има уште еден нов роман. Кој ти е омилен автор, писател? Не можам да кажам некој дека ми е омилен. Она што обожавам е Исидора Бјелица. Таа некој знае да ми даде совет во моето пишување, да ми даде критика.
Кај неја проне да имам нешто посебно, значи голема искреност имам во нејзиното пишување, го прави тоа на некој суптилен начин, нешто што не може да спореди ниту еден друг автор. Таа ми е онака највозбудлива и сакам да ја читам. Добро. Поет имаш? Поет не. Не. Добро. Не, затоа предпоставував со оглед на тоа дека си фокусиран на романизирање, така што комуникацијата гледачите доколку би сакале да ја остварат може да ја направат на Facebook, на фан страницата, се она што ги интересира, коментари да ти дадат, пофалби, критики, може тоа да го направат таму. Романот рече дека посебно Малиот воин може да се најде во Табернакул, на Култура на плоштад, Матица на булеварите, Викели Прилеп и kupikniga.mak. Да, и на фан страницата. Александар, ти благодарам многу за издвоеното време за гостувањето, верувал ти или не, ни лет на времето во муабетење и ќе се видиме ние, се надевам повторно за промоција на следната книга. И благодарам што идеш на поканата, се гледаме. Благодарам. Значи, почитувани гледачи, само за крај да повториме, романот Малиот воин е напишан во прво лице еднина, действието го раскажува русокосто детенце на 6 годишна возраст, на денот на неговиот роден ден доживува несреќа и паѓа во кома. Во тој меѓупростор, помеѓу овој и тој свет, тој дознава многу тајни на универзумот кои се случуваат овде. Треба да одлучи дали да се врати на овој свет или да оди во рајот, решава да се врати заради неговата мајка. Понатаму купете си ја книгата и прочитајте сами. Од нас од студиото овде пријатно.